Поранешниот капетан и долгогодишен конгресмен Жаир Болсонаро е избран за председател на Бразил, ветувајќи фундаментална промена во политичкиот правец на оваа голема латинско-американска земја. И покрај критиките за неговата отворена поддршка за мачењата што ги користеше поранешниот воен режим на Бразил, како и за неговите ставови кои се сметаат за расистички и хомофобични, Болсонаро успеа да го искористи длабокиот бес на гласачите поради корупцијата, криминалот и економската криза во Бразил. Ние ќе смениме судбината на Бразил заедно, рече тој во својот победнички говор, емитуван во живо од неговиот дом на Facebook. Платформата што ја користеше за кампањата откако напаѓач го прободе во стомакот на митингот на 6 септември. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de partido. Não é a palavra vã de homem, é juramento a Deus. Рече Болсонаро, додавајќи дека Бразил не може да продолжи да флертува со социјализам, комунизам, популизам и екстремизмот на левицата. Белата куќа соопшти дека американскиот председател Доналд Трамп го повикал Болсонаро за да му ја честита победата. Некои Болсонаро го нарекуваат тропски Трамп, бидејќи тој јавно му се восхитувал на американскиот председател. Од друга страна, големо очајот кај другата страна. Фернандо Хадат, поранешен градоначалник на Сао Пауло, рече дека ќе се бори за да ги брани слободите на 45 милиони луѓе кои гласаа за него, откако Болсонаро во кампањата вети дека ќе го ичисти Бразил од црвените. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro acima de tudo. Политичките аналитичари и активисти оценуваат дека сега бразилската демократија е во целосна криза. Хадат беше своевидна замена за популарниот, но затворен поранешен председател Луис Инасио Лула да Силва, кој го предведоше Бразил низ годините на развој од 2003 до 2010 година. Сегашниот председател Мишел Темер, кој треба да напушти функцијата како најнепопуларен лидер во модерната демократија на Бразил, му честиташе на Болсонаро и рече дека процесот на транзиција ќе започне веднаш. Болсонаро ќе ја преземе функцијата на 1 јануари.